Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Рут и се налути на тетка Маргарет. Само затоа што лошо се однесуваше, беше казнета да си легне в кревет без вечера. Филип тивко влезе во нејзината соба. Рут, ова е за тебе. Тајно го скрив во джебот. Рут беше многу гладна и зеде малку од сендвичот. Филип, сакам да бидам добра. Зошто не можам? Не знам. Треба да се обидеш да не се вознемируваш толку многу. И тогаш веќе нема да кажуваш такви нешта полни со омраза. Љубезно е од тетка Маргарет што ни дозволи да живееме со неа, додека нашите родители се мисионери во Индија. Рут воздивна и стави половина од сендвичот во устата. Одеднаш ги слушнаа чекорите на тетка Маргарет. Филип отрча во неговата соба и легна на креветот, се уште во неговата облека која ја носеше надвор. Добра ноќ, Филип. Добра ноќ, Рут. Добра ноќ, тетка Маргарет. Рут се преправаше дека спие. Следното утро Филип направи планови за нивниот одмор. Ке откриваме некои нешта во шумата Вилден. Можеби денеска ќе видиме гнезда на птици покрај потокот. Ке изградиме колиба, автентичен центар за истражување на природата. Рут беше воодушевена. Двете деца трчаа по малата патека што водеше кон шумата. Рут застана мирно и го наблюдуваше стадото овци на господин Танер. Мало јагне се приближи и ја лижеше раката. Тоа немаше родители и понекогаш бегаше. Дојди, Рут, немаме многу време. Го најдоа најдоброто место за нивната колиба. Рут собра гранки и Филип со нив изгради вигвам, индијански шатор. Секој ден доаѓаа на нивното тајно место. Еднаш Рут мораше да остане дома да ги закачи алиштата да се сушат. Тоа воопшто не ѝ се допадна. Гневно остави чисти алишта да паднат во калта. Не можеш ли да бидеш повнимателна? Кажи дека ти е жал за твоите постапки. Но не ми е жал. Многу си злобна, тетка Маргарет. Рут, долго време размислував за тоа. Ќе те испратам во интернат. Тогаш ќе избегам. Гневната Рут избега. Далеку. До каде? Не знаеше каде е. Но зборовите на тетка Маргарет ја измачуваа. Ќе те испратам во интернат. Тогаш ќе избегам. Ќе те испратам во интернат. Тогаш ќе избегам. Во следната драма ќе слушнеш што друго се случило со ова бегство. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!